издание на вестите, добро вечер, почитувани гледачи. Новите владини мерки за стечајците, што вчера ги најави премиерот Никола Груевски, денеска ги презентираше пред стечајците министерот за труд и социјална политика. Пред стечајните работници денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов ги образложи новите владини мерки кои премиерот Груевски ги промовираше вчера. Тој истакна дека владата ќе го реши долгогодишниот проблем со кој се соочуваше оваа група на граѓани. Имено владата на Република Македонија ја зголеми временската граница, па така стечајците кои со овој статус се здобиле до 31 декември 2013 година ќе влезат под закрила на државата. Овој закон важи само за стечајците кои работеле во фирми со доминантна државна собственост, кои имаат 25 години работен стаж и договорот го немаат прекинато на собствено барање. Стечајците кои се сретнаа со министерот Спасов истакнаа дека се многу благодарни на македонската влада што покажа грижа и за овие стечајци кои досега беа незгрижени, па и тие луѓе ќе бидат опфатени и ќе бидат згрижени. 7 наставници и професори од Неготино кои 2 години чекале да добијат работа, денеска ги потпишаа договорите за работа на неопределено време. При тоа на прием кај градоначалникот на општината Ванчо Апостолов го изразија своето задоволство од добиените решенија за работа. 7 наставнички добија решение за работа. Градоначалникот на општина Неготино денеска им додели решенија за работа на неопределено време на 7 наставнички и професори кои што во изминатите 2 години работеле во двете основни училишта и во средното училиште на општината. Градоначалникот Апостолов ја пофали досегашната работа на овие наставници и професори и нагласи дека одсега тие ја носат должноста да креираат успешна младина. Денес ние како општина Неготино и јас како градоначалник на еден свечен чин им поделив решение на сите наставници кои ги исполнуваат условите, тоест критериумите за да добијат решение, а тоа се 2 години работно искуство во воспитно-образовниот процес. Значи, за разлика од некое минато време, ова влада смогна сили и донесе една уредба каде што сите наставници добиваат решение после 2 годишно искуство. И со тоа нивната концентрација е насочена кон подобрување, односно влијанието кон воспитно-образовниот процес е многу поголема и затоа квалитетот на настава се издигна на едно многу повисоко ниво. Колку побрзо наставниците, тоест професорите добиваат решение, толку поголема концентрација имат кон воспитно-образовниот процес кон нашите млади категории, кон целокупната популација која оди на училиште. И затоа сметам дека секогаш на еден ваков свечен чин треба да им оддадеме малце повеќе публицитет, да ги охрабриме младите наставници, професори, за да може истите да ни возвратат кон нашите најмили, тоест кон децата. Една од наставничките кои што добија решение за работа на неопределено време, Магдалена Ристова, потенцира дека воспитно-образовната улога на наставникот е најважна во формирањето на луѓето кои што во иднина ќе ја водат и државата. Прво благодарам до градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов, голема благодарност до директорката на Страшо Пинџур госпојица Сузана Андонова, за огромните залагања, за се трансформира нашиот работен однос од определено на неопределено време. Се разбира, ние работиме во една осетлива институција, треба максимално да дадеме се од себе во воспитно-образовниот процес на учениците. Значи, до сега беше нашето залагање за да се трансформира работниот однос, а сега треба да дадеме ние повише во образованието на нашите ученици и во едукацијата, затоа што само воспитани и едуцирани ученици ќе ја водат Македонија кон подобри цели и напред, се разбира, во сите цели. Порано наставниците требаше да поминат 5 годишен работен ангажман за да добијат решение за работа. Сега тоа време е смалено на 2 години, со цел кандидатите кои што ги исполнуваат условите побрзо да добијат работа. Програмата за работа на невладиниот сектор за 2014 година, усвоена од
Кавадаречкиот совет предвидува поддршка на граѓанскиот сектор со конкретни активности од општината. За оваа програма од буџетот ќе бидат издвоени 4,6 милиони денари. И годинава општина Кавадарци ќе им даде поддршка на невладините организации кои се активни во градот. Кавадаречкиот совет на последната седница усвои програма за развој на граѓанскиот сектор за 2014 година, а во неа се содржани активностите за јакнење на капацитетите на невладиниот сектор. Од секторот за локален економски развој најавуваат изработка на истражување од кое треба да се осознаат предностите, слабостите, можностите и ризиците на тековните програми за развој на невладините организации во општината. Исто така е планирано да се изработи формален каталог на сите невладини организации. Во делот на јакнењето на капацитетите на граѓанскиот сектор ќе се направи база на податоци на сите граѓански организации на територијата на општина Кавадарци со цел унапредување на меѓусебната информираност за активностите кои произлегуваат. Исто така ќе се усвои кодекс на добри практики за учество на граѓанскиот сектор во процесот на креирање на политики, се наведува во програмата за развој на невладиниот сектор, а исто така општината ќе им помогне на невладините организации за непречено функционирање преку одстапување на бесплатен канцелариски простор и опрема со цел да се зајакне нивната ефикасност и придонесот кон заедницата. Во програмата се планирани и состаноци за поврзување на бизнис и невладиниот сектор под медијаторство на локалната самоуправа, заедничко аплицирање на проекти пред донатори и континуирана финансиска поддршка за реализација на проекти на Сдруженијата на граѓани, откако претходно ќе бидат доставени проектни предлози. Граѓанскиот сектор ќе биде поддржан со средства од општинскиот буџет во висина од 4,6 милиони денари. Селото Долни Дисан ќе добие поубав и помодерен изглед на центарот со партерното уредување кое што треба да почне да се реализира за 15 на дена. Селото ќе биде уредено со клупи за седење, хортикултурни детали и жардинери. Неготинското село Долни Дисан ќе добие партерно уредување. Со програмата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој и со соработката на општина Неготино со градежната фирма Урбан Инвест, Неготинското село Долни Дисан ќе добие поубав и поуреден изглед. Градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов зборуваше повеќе за мерките кои ги презема општина Неготино за реализирање на овој проект. Денес и свечено го подпишавме договорот со Урбан Инвест. Тоа е изведувачот кој се појави како најповолен понудувач од проектот за партерно уредување на населеното место Долни Дисан. Тоа е проект преку Агенција за финансиска поддршка и рурален развој, каде што општина Неготино аплицираше и доби. Значи, вкупната вредност на проектот е околу 6,5 милиони денари, односно со ДДВ околу 7 милиони и 700 илјади денари. Ова е проектот да мерката 322, значи има 3 мерки каде што ние по сите аплицираме, ова е една од мерки 322, каде што се планира изградба, развој и реконструкција на централни подрачја. Значи, во мерката има и неколку други работи кои се опфатени и затоа партерното уредување ќе започне, иако рокот за изведба е 90 дена, се договоривме со изведувачот да започне за 10 на 15 дена во зависност од временските услови, колку дозволуваат, но сметам дека ова сериозна фирма Урбан Инвест, како и досега, така и сега, доста квалитетно ќе го изработи централното подрачје на Долни Дисан и сметам дека понатаму жителите на Долни Дисан нема да имаат проблеми од карактер каде што треба да газат калпо, барам во тој централниот дел, а понатаму ќе заложиме и останатите улички дополнително со останати проекти до Агенција за финансиска поддршка и рурален развој да аплицираме тековно и да поголем дел од работите ги завршуваме перманентно и континуирано како во Долни Дисан, така и во останатите населени места. Техничкиот директор на Урбан Инвест Симон Ѓоргиев вели дека нивната фирма е задолжена за сите градежни работи и кои ќе се остваруваат во централното подрачје на селото. Како во изминатите години, така и оваа година ја продолжуваме соработката со општина Неготино, така да нашето долгогодишно искуство ќе го пренесеме и оваа година во изvedба на
и реконструкција на тротоарот Дисан-Неготино, така што нашите обврски се комплетна реконструкција на тротоарот, односно изведба. Значи монтажа на улични вишнаци, плочки, бекатон во боја и изведба на потпорни ѕидови кои се во склоп на тој тротоар. Од општината дополнуваат и дека со проектот ќе се оплемени и уреди центарот на Долни Дисан, при што просторот ќе се искористи како повеќенаменско подрачје, кое ќе овозможува мултинаменска функција на хортикултурното уредување, поставување урбана опрема, скали, клупи за седење, жардинерии и друго, односно се она што ќе придонесе за доловување на урбанизираниот ефект на самиот простор. Вкупниот буџет на проектот изнесува 7.660.000 денари, од кои 6.492.000 се средства обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој, а останатиот дел 1.168.000 денари се за ДДВ обезбедени од општина Неготино и сопствениот буџет. Тиквешијата располага со бројни и прекрасни манастири кои планинарите имаат идеја да ги понудат за да бидат видени на љубителите на манастирскиот туризам од земјава и странство. Тиквешијата располага со прекрасни манастири кои како се интересни за туристите кои практикуваат верски туризам и затоа ние работиме на проект кој ќе го промовира верското богатство на Тиквешко, информираше денес неготинецот Пено Наков, планинар од планинарското друштво Зелен брег од Кавадарци. Во Тиквешијата има неколку манастири кои заслужуваат да бидат видени од верските туристи. Како прво тука е светски познатиот Полошки манастир на Тиквешкото езеро до кој се стигнува по воден пат. Не помалку интересни се и богати со историја и традиција Неготинскиот манастир Свети Ѓорги, Баташкиот Свети Никола, Подкожувскиот Свети Архангел и Михаил и многу други, соопшти Наков. Тој изрази уверување дека нивниот проект ќе ја види светлината на денот и дека верскиот туризам ќе заживее во овој дел на Македонија. Вчера на бесплатно зимување на Пелистер замина и третата група на дечиња. Годинава со оваа владина мерка од Кавадарци се опфатени 100 дечиња. Третата група деца од социјално ранливи категории вчера замина на бесплатен одмор во детското одмаралиште Пелистер. Владиниот проект годинава ќе опфати околу 1000 дечиња од социјалните семејства, деца со пречки во развојот, со посебни потреби и деца без родители. До сега 660 деца ја искористија услугата, а вчера на зимување замина и последната група. Опфатени се сите градови од Македонија со поопределен број деца кои имаат можност да ја искористат услугата, односно да присуствуваат на бесплатен одмор и рекреација, своето време да го поминат во дружење, во забава, културно-забавни и едукативни активности и да имаат незаборавни моменти и среќни мигови за време на бесплатниот одмор кој трае 6 дена со полни пансиони. Кавадарци годинава во бесплатното зимување учествува со 100 дечиња, дека имаше интерес од родителите кои има право да аплицираат за бесплатно зимување на своите деца, ни потврди и директорката на Центарот за социјални работи Кавадарци Вања Маневска. Во првата група од Кавадарци зимуваат 43 дечиња, втората замина со 46, останатите на зимување заминаа вчера. Ова е трета година во која деца од социјалните категории заминуваат на бесплатен одмор во зимскиот и летниот период. Изминатите 3 години опфатени се над 6000 дечиња од цела Македонија. Со дечињата кои годинава беа на зимување заедно се и волонтери на Црвениот крст од Кавадарци. Со секоја група дечиња тргнуваа и двајца волонтери на општинската организација на Црвениот крст Кавадарци. Тоа се волонтери кои имаат завршено одредена обука како треба да се однесуваат и што треба да организираат за децата додека престојуваат во одморалиштето. Инаку правото на бесплатно зимување го имаат децата од семејствата корисници на социјална помош, детски и посебен додаток. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на Република Македонија 19 јануари 2014 година, недела, богојавление Водици е неработен ден за граѓаните од православната вероисповед во Република Македонија. Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од православна вероисповед во Република Македонија им го честита празникот Богојавление Водици.
Во античкиот локалитет Стоби заврши првата фаза од реконструкцијата на театарот. Во античкиот локалитет Стоби археолозите ја завршија првата фаза од реконструкцијата и конзервацијата на театарот. Извршена е реконструкција на 4 радијални ѕидови, направени се сводовите меѓу нив, а извршена е и реконструкција на оштетените делови на вториот циркуларен ѕид во должина од 35 метри и висина од 1,5 до 2 метри. Според археологот Гоце Павловски, извршена е и реконструкција на ѕидовите од централниот и од источниот дел на театарот. Со овие зафати објектот е подготвен за реконструкција на сводовите од тули над централниот коридор и страничните простории. Се очекува до крајот на 2014 година источната половина да биде целосно подготвена за монтирање нови мермерни седишта, со што реконструкцијата на овој дел од театарот ќе биде завршена, информира Павловски. Археолозите очекуваат Министерството за култура да одобри средства и за новиот проект кој археолозите треба да го реализираат во 2014 година и со кој се предвидува конзервација и на западната половина од театарот, каде што се сочувани оригиналните седишта. Исто така ќе биде извршена и конзервација на горниот дел на гледалиштето, каде што седиштата недостасуваат, меѓутоа сочувани се коридорите за циркулација на публиката. Театарот во Стоби, кој имал капацитет за 7600 гледачи и бил еден од најголемите објекти за масовна забава, според археолозите почнал да се гради кон крајот на првиот век од нашата ера и бил завршен во првата половина на вториот век од нашата ера. За комплетна реконструкција и конзервација на театарот со цел да има место за над 6000 гледачи, според проектот потребни се над 2 милиони евра. Се адаптира изложбен простор во Неготино, во кој за почеток ќе бидат изложени дел од експонатите на колекционерот на стари возила Дионис Пашлаков од овој град. 101 стар автомобил за пензионираниот професор од Неготино. Тој денес соопшти дека колекција од стари автомобили ја прави веќе 20 години. Толку време си одделува од својата уста за своите миленици, кои за некои кои не ја разбираат неговата љубов и пасија кон старините, представуваат купишта старо железо. На мојот плац на влезот од Кавадарцина кај Неготино адаптирам изложбен простор на кој ќе може да се види еден дел од мојата колекција на стари автомобили. Во меѓувреме и понатаму ќе работам на мојата идеја за отварање на музеи за стари автомобили во градот на виното. Веќе има заинтересирани туристи кои слушнале за моите експонати па доаѓаат да ги видат. Тоа ми дава уште поголема волја да ја оствара мојата дамнешна желба за музејски простор во кој ќе ги сместам старите автомобили, трактори, мотори, кажа 65-годишниот Пашлаков. Тој појасни дека 12 од експонатите се веќе реставрирани, а вкупно околу 80% од колекцијата во иднина треба да се реставрира. Токму затоа е потребен простор каде што експонатите ќе бидат истовремено изложени на очите на јавноста, но и заштитени. Се уште се надева на помош од институции и организации, оти како што вели, со скромната пензија тешко оди реализацијата на неговиот детениски сон. Во неговата ергела на старици и старци има германски Опел Олимпија караван од 1950 година, како и една година помлади австријски трактор Штаер и германски мотор Хофман. Годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш закажан за сабота на 18 јануари. Домакин е Домот на културата Иван Мазов Климе. Годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Тиквеш закажан за сабота на 18 јануари продолжува традицијата на кавадаречките амбасадори на културата непосредно по празниците да ја почестат публиката со богат настан од фолклорната ризница. На сцената при Домот на културата Иван Мазов Климе ќе заиграат сите поставки на ансамблот. Според минатогодишното сценарио, очекувањата се дека годишниот концерт ќе го отворат најмладите фолклористи, а по нив генерацијски ќе погледнеме зрелоста и сигурноста на сцена кај оние што веќе имаат корени во фолклорниот ансамбл Тиквеш. Репертоарот се уште не се открива, но по се изгледа публиката ќе ужива во музиката и фолклорот карактеристични за тиквешијата. Невестинско, старо тиквешко, источно се само дел од сплетот ора кој ги очекува публиката. Многу новини, како во составот, така и во репертоарот најавува ансамблот, кој информира и дека
на годишниот концерт како гости ќе настапат повеќе фолклорни друштва и ансамбли долгогодишни соработници на Тиквеш. Влезниците се со символична цена, а вие обезбедете се ги навреме. Почетокот на годишниот концерт е во 19 часот. Утре во утринските часови врнежите ќе престануваат и ќе има појава на слаба магла. Во текот на денот ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Утринската температура ќе се движи од 2 до 7 степен, на дневните температури од 6 до 12 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер.